9 часот и 15 минути, добро дојдовте назад. Се будиме повторно со песна Next Time, нема друга Македонија, оригиналната верзија за Војо Стојановски од 1992 година, каде што на настап на фестивал во Камбера, Австралија, ќе го освои првото место. Меѓутоа продолжуваме со спорт. Веќе кога сме кај музиката, веројатно нашата екипа од Данска ќе ја пречекаме со оваа песна, може и со оригиналната верзија. Бранко е секогаш расположен и на висока фреквенција, така што мислам дека би било соодветна и таман. Да, и секако ќе го чекаме да ни биде гостин во нашето студио. Има што да каже. Има што да каже. Продолжуваме на тема Европско првенство во ракомет, иако Македонија заврши со своето учество, сепак покажавме одлична игра и пред се тимски дух. На оваа тема зборувам утрово со Мартин Клинчаров, председател на Сојузот на спортски федерации на Македонија. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов. Уште еднаш благодарам за поканата. Секогаш чест и задоволство во македонската телевизија. Македонија шампионатот го заврши на 14-тото место. Кузмановски потврди дека е вистински лидер, меѓутоа и Кире Лазаров ја оправда функцијата која што има во моментов. И навистина покажавме дека сме тим кој што заслужува вистинска почит. Па растеме, знаеш како многу дискусии за секоја година, после секое првенство, како сме се представиле, дали било добро, што можело подобро и така натаму, и тие се можеби некои нормални дискусии, разговори, анализи кои, да кажам, претежно ракометниот свет ги прави. Впечаток е на ова првенство дека растеме, успеавме некои нови моменти да покажеме како тим, како екипа, нормално индивидуално. Кузмановски покажува дека оној потек кој го направи со враќањето во Еврофарм Пелистер дома да биде лидер и да игра константно, и со настапите низ Лигата на шампионите, каде што имате можност да се соочите со исто такви противници или со овие противници со кои играше и на Европското првенство, видовме дека расте, созрела од ден во ден и дека може да биде оној лидер кој Македонија и треба практично по таа смена на генерации, така што момците покажаа навистина едно залагање на високо ниво, пожртвуваност, она што се очекува од секој кој го носи македонскиот репрезентативен дрес, така што во таа насока мислам дека никој и ништо не сме да им се забележи. Нормално, секогаш има детали, финеси, зошто сте малку подобар, малку послаб од некој друг и така натаму, така што таа на крај класификација, ако гледаме резултатски, една победа, еден пораз, едно реми, во група во која имавме репрезентации кои се од самиот врв, како Данска и Португалија, светски првак, 4-то место во светот Португалија, видовме што значи тој нивни дуел и како тој сооднос изгледа. Така што гледаме и првиот ден во втората фаза гледаме интересни надпревари, така што сето тоа го потврдува она што резултатски ние сме го направиле и мислам дека може да бидеме задоволни. Како пласман вкупен, за разлика од минатото првенство, имаме напредок, евидентен. Тоа треба сега да го одржуваме и да одиме само напред, затоа што во минатото имавме многу осцилации. Ќе бидеме 15, па ќе бидеме 27, па пак ќе се вратиме назад, така што ако го одржиме овој континуитет, мислам дека оваа генерација момци плюс со додавање на играчи кои мислам дека можат и заслужуваат во позадина, мислам дека можеме да имаме една респектабилна репрезентација за идниот период. Што се однесува до фаворитите, ја оправда ли нова европско првенство својата улога? Некако данците уште од самиот почеток беа фаворити, меѓутоа и тие знаат да изгубат. Данците се секогаш фаворити ако гледате изминативе на назад 4, 5, 10 години се секогаш во самиот врв имаат 4 светски титули последователно, што е резултат за почит. Мислам дека никој до сега тоа не успеал да го направи, така што посебно на ова првенство играат дома. Значи се еден од организаторите на ова европско првенство, така што секогаш имам, меѓутоа видовме Португалија покажа дека и тие се луѓе и нив им тече крв и така натаму и нема нешто што да се физички можеби поспремни, технички, тактички можеби се поспремни од останатите, меѓутоа имаат и тие своји мани, имаат своји слабости. Оној кој може да ги детектира и во даден ден добар ден, видовме дека и тие можат да загубат. Се вадеа вчера, сега имаме повторно интересна ситуација, сите во таа група имаат по 2 бода, повторно некако тоа оди
егал, така што ќе биде интересно до крајот да се види. Има доста репрезентации кои навистина играат. Шведска исто против Хрватска покажа, иако Хрватска не е онаа која ја паметиме или очекуваме нешто повеќе од незе, меѓутоа покажа дека тој тимски дух швеѓаните го негуваат и од година во година стандардно играат. Французите немаат некоја осетлива промена на генерации, иако таму транзитираат голем број играчи. Покажа и вчера со Данска дека можат да се носат без проблем, нијанси решаваат, тука добар ден, голман, поголема концентрација во финишот, така што ќе биде, мислам дека фаворитите го оправдаа, меѓутоа мислам дека до крај можеме да видиме уште некои изненадување. И Германија покажа одлична игра, можат ли тие да направат проблеми? Може да направат, да, може да направат. Германија после долго време. Германија конкретно се мачи затоа што има проблем со производство на сопствени играчи, има голем наплив на странски играчи во Бундеслигата, заради тоа што тоа е еден систем кој е така конципиран, бизнис ориентиран, таму се данци, швеѓани, имате све, ама најголемиот дел се тие нации кои го држат приматот во ракометот, така што има проблем нивни играчи да бидат носители во клубовите и да имаат силна репрезентација. Така што најголемиот проблем тука е, мислам дека оваа генерација која вадат и еве успеваат да ја одржат на некој начин, да го одржат тоа ниво со тоа што играчите ќе играат стандардно во тимовите во Бундеслигата. Дури сега имаме пример да Јури Кнор е единствениот играч кој игра во данското првенство, што никогаш до сега не било пример. Меѓутоа се играчи кои носат, кои се носители во екипите, така што Германија исто така е и покажа на ова првенство дека може да биде во самиот врв и дека ќе се бори за највисок пласман. Вие долги години бевте дел од ракометот. Колку ви фали теренот? Па, знаеш како поминува време, све помалце и помалце. Тие, ајде да кажам, повреди, она што долго време стоеше во здраво тело, здрав дух, знаеш, тоа не е така кога излезете од спортот, многу повреди, колена, рамења и така натаму. Пред кога го слушам Миркуловски, имаше таква изјава една дека го оперирал кукот и тоа не е нешто што се гледа, ама само по себе се наметнува, така да како поминува време се помалку и помалку. Знаеш, се гледаш, сакаш да си тука, ама сваќаш дека не можеш. Во принцип и затоа и не сум дел од овие да кажам ветерански надпреварувања кај што имаме едно здружение Кораб со поранешни соиграчи кои константно одат низ бивша Југославија и ама никогаш не сум се нафадил или не сум смогнал сила да повторно, затоа што знам како може да заврши тоа на крајот. Како председател на Сојузот на спортски федерации, како ја оценувате изминатата година? По долги години пауза бевте, односно беа вратени одредени турнири, се организираа низа настани, се вложува во училишниот спорт. Што би додале на се тоа? Па мислам дека изминатава година во рамките на она што го имавме на располагање, затоа што се уште година дена после ако направиме некоја ретроспектива, се уште функционираме на истиот оној систем. Е врзан сад со Министерството за спорт, сега Министерството за спорт. Се уште е некако Сојузот на спортски федерации врзан сад, зависен премногу од финансиите за реализација на тие програми. Имаме некоја програма која константно се надополнува, се шири во зависност од потребите. Мислам дека тој модел треба да го смениме, во смисла дека треба да имаме согласно програмата некој буџет каде што ќе можеме да сами конципираме и во однос на барањата на федерациите и се она што го имаат како потреба низ годинава. Мислам дека ќе го реализираме тој дел да направиме еден строго зацртан календар што нас ни е важно, во смисла на тоа што е традиционална манифестација, да не го шириме тоа премногу, затоа што знаеме за нас кои манифестации се битни како држава. Успеавме да вратиме дел и тоа благодарение на ентузијазмот и на новите раководства во федерациите. Пред се тука мислам на боксерската федерација и тој златен гон кој после долги години повторно се одржан минатата година. Така што треба да се надградува и Охридскиот пливачки маратон во однос на финансии, во однос на паричните награди и средства, да имаме поголем број пливачи, поеминентни пливачи,
Тоа е значајно и за спортот и за пливањето, меѓутоа и за спортскиот туризам. Знаеме што Охридскиот пливачки маратон значи за Охрид и за Македонија. Така што има неколку работи. За сега, викам, оваа година се уште бевме зависни од она што Министерството за спорт и генерално буџетот можеше да го издржи како финансиски средства. Се надевам дека тоа брзо ќе го смениме. Во однос на училишниот спорт исто така таму има ново раководство, нова председателка која мислам дека покажа уште на самиот старт голем ентузијазам. Успеавме оваа година да ги пратиме основците и средните учениците од основни и средни училишта на светската и на европската олимпијада која се одржуваше во Златибор. Добро се представија и кошаркарите, и одбојкарите, и одбојкарките. Имавме учесници и во индивидуалните спортови, така што беше еден добар настан да се фати еден ритам со останатиот дел и од Балканот, но и од светот. И мислам дека тука треба да го насочиме нашето внимание покрај овие традиционални настани кои пак ќе кажам се исклучително важни за државата и за развој на спортот, затоа што знаеме што значил и Балкански бисер, и Струшкиот ракометен турнир, го спомнав Охридскиот пливачки маратон, Скопскиот маратон кој прераснува во една огромна манифестација и од надпреварувачки, меѓутоа и од рекреативен карактер, каде што гледаме голем број туристи веќе доаѓаат и се пријавуваат на овој Скопски маратон. Така што и спортскиот туризам треба да ни биде во некој фокус тука, така што има доста планови, мислам дека ќе успееме да реализираме, пак ќе кажам за финансиите се оној најважен фактор. Е подредено се во овој систем на субвенционирање на спорт, подредено е на субвенционирање на клубови и на федерации. Се надевам дека брзо и тоа ќе се среди со носењето на новиот закон за спорт, каде што ќе биде регулирано и финансирањето, за да не биде зависно 100% од државата, затоа што ако сакаме спорт, професионален и врвен спорт, мора да се одвојуваат многу средства. Знаеме дека државата не е толку моќна, толкав голем обем на средства да одвојува и да ги субвенционира и федерациите и клубовите, така што ако тоа би го средиле и она мерка која беше најавувана исто како спортски денар профункционира заедно со новиот закон за спорт и таа стратегија, каде ние би ги насочиле средствата да навистина она што го имаме потреба и она што дава резултати, како ракометот, како кошарката, како одбојката, индивидуалните спортови во делот на борачките спортови, пливањето, исто она што минатата година доста добро го изменаџиравме со новиот претседател на Пливачката федерација, каде после долги години имавме едно да кажам невидена ситуација да имаме 3 пливачки федерации во еден момент во нашава држава, а знаеме колку пливачи имаме. Така што минатата година и тоа се реши, иако со многу проблеми и блокирана сметка успеавме преку Сојузот да ги испратиме на 5-6 надпреварувања, добри, квалитетни надпреварувања нашите млади пливачи, па да кажем во овој дел од Европа. Успеавме и тоа да го реализираме, така што и тој дел ако го ставиме во стратегијата од индивидуални спортови, мислам дека ќе направиме голема работа и со тоа ќе концентрираме добар дел од средствата онаму каде што навистина се потребни. Она што го очекуваме новиот дизајн на националниот дрес на Македонија. Зборувавме ние на оваа тема, меѓутоа до каде се работи? Да, конкурсот помина одлично. Можеби се погоди некаква дупка баш во времето кога го промовиравме тоа, се појави потребата за организација на ЕОФ, се уклучи и Министерството, се уклучи и Сојузот на спортски федерации. ЕОФ-от одзема многу внимание, рековме дека ќе го направиме после тоа се некако дојде потребата, се распишаа избори локални и тоа се пролонгираше, го оставивме за крајот на годината за изборот на спортист на Македонија 25-та. Од технички причини не се реализираше на 18 декември, затоа сега на 29 јануари на изборот на спортист на Македонија ќе биде промоција и доделување на оние 3 дизајни, најуспешни дизајни кои имаме. Ние ќе ги објавиме, мислам дека пред изборот на спортист на Македонија ќе ги објавиме оние добитници кои тројцата најуспешни и победникот во тој дизајн, а на самиот избор и ќе биде планот да биде промоцијата на дизајнот, оној победнички дизајн на дрес. Нормално сега мислам дека тоа ќе може и да претрпи одредени измени, меѓутоа она што беше како дизајн, како концепт кој победи, кој беше избран од страна на комисијата,
мислам дека ќе им се допадне на пошироката јавност и на спортските работници. На што друго ќе ставите акцент во 2026 година? Како што напоменав претходно, ќе се потрудиме да го смениме концептот на функционирање до сега, да не биде толку зависно, да имаме одреден буџет, нормално според доставена програма и според барањата и потребите на федерациите. Ќе гледаме да им ги задоволиме потребите и да го вратиме она што беше дел ставка за обезбедување спортска опрема. Поголемиот дел од овие помали федерации, од индивидуалните спортови, најчесто имаат проблем од тој аспект, затоа што колективните спортови се решени и регулирани на некој начин, добиваат директно средства од Министерството за спорт и поддршка од државата, така што ќе се фокусираме да се обидеме да го вратиме тој дел, да им помогнеме околу тој дел. Ќе ставиме акцент повеќе на училишниот спорт. Мислам дека тука треба да бараме и нови репрезентативци, и нови успешни ракометари, кошаркари, одбојкари. Одлично помина оној настан на државно првенство во пливање во Куманово минатата година, каде што И доби одличен базен, се разбира, затворен. Да, ама и очекувањата се надминаа очекувањата на пријавени ученици, она што планираа да го имаат како бројка се зголеми за 30%, што доволно кажува дека интересот се зголемува се повеќе и повеќе и дека тука треба да се инвестира, така што мислам дека со кристализирање и на таа стратегија каде треба да ги насочиме средствата, мислам дека полека ќе имаме точна слика во кои спортови треба држава на вистина да ги насочи средствата кои ги има. До сега беше малце хаотично, знаеме како функционираше, законското решение беше такво да сите мора да добиваат одредена сума, иако имаме спортови кои или не се гледани, или немаат токава масовност, или воопшто и да немаме резултати од тие спортови, а сепак согласно закон мора да добиваат некакви финансиски средства, така што генерално мислам дека тука ќе гледаме да ја насочиме енергијата оваа година, ако успееме во тие работи и ако успееме да донесеме еден календар, здрав календар со фиксни датуми, да можеме тоа однапред да го промовираме и рекламираме до крајот на годината. И сите оние кои сакаат да учествуваат и сите оние кои сакаат да гледаат или да дојдат, да бидат дел од странство, да знаат кога ќе биде и Скопскиот маратон, кога ќе биде Охридскиот пливачки маратон, Струшкиот ракометен турнир, фестивалот Илинден во Струга, под организација на Соларис, кој е одличен настан, рекреативен настан, меѓутоа е одличен настан за сите оние кои сакаат спортови на вода, некои такви настани, ако успееме тоа да го направиме, а да не биде ад хок месец за месец, мислам дека ќе направиме голема работа. Убави спортски настани до крајот на годината. Благодариме за денешното гостување во нашата емисија. Секако се гледаме на спортист на годината. Колега драги, кој идеме заедно? Одиме и јас мислам дека треба да ја викнете Ани во комисијата за оценка на националниот дрес, затоа што на толку информации, на толку пратење би било еден фин гест. Да. Ја мислам дека прво треба да го види Ани, да даде оценка пред да го промовираме, па после. Па пота. Да, верувам дека одбран најдобриот, се разбира. Благодариме на гостувањето.